Вака беше на 1 јуни 2017-та, денот кога беше избрана првата влада на Зоран Заев. Не може секој да биде премиер, еве јас ја добив чест. Но во ваше име и за ваша сметка. И животот ќе го оставам, за да ја видам среќата кај мојот народ. Точно 4 години подоцна, по одржани локални, председателски и вонредни парламентарни избори во 2020-та, Заев и СДСМ се уште се на власт. Во меѓувреме се случи компромисот зимето, зачленувањето во НАТО, деблокирањето па повторното блокирање на евроинтеграциите, овој пат поради Бугарија, пандемијата, справувањето со незините ефекти, и здравствени и економски. Иако дојде на бранот на незадоволство од начинот на кој владеа предходните влади на ВМРО ДПМН и обвинувањето за партизирање на државата и корупција на високо ниво, ниту оваа постава не остана имуна на таквите појави. Поддршката за оваа власт дополнително беше начната откако ветеното правда за сите не беше до крај испорачано. Заев политички го преживеа и бегството на Груевски и скандалот рекет и промената на името и заминувањето од високи позиции во СДСМ на негови сопартици и досега аферите поврзани со негови блиски соработници. Пиарот е делот на кој оваа влада предводена од социјалдемократите посветува многу внимание. Како одговорна партија продолжуваме да креираме и да реализираме мерки и политики за поддршка на економијата, за раст и развој на домашното стопанство, за подобар живот на сите граѓани. Но и опозицијата во изминатите 4 години не мирува. На секојдневните пресови на владата одговара со понекогаш 2 или повеќе изјави и настани. Обвинувањата за корупција и несоесно владење се главни теми на опозицијата. Но денеска првиот човек на ВМРО ДПМН го предупреди Заев дека има лична одговорност да го симне од власт. Секој ден со Заев, како премиер, нашата Македонија губи. Одговорност за смена на власта е најголема на опозицијата. Јас со таа одговорност заспивам и се будам. И ќе продолжам да се борам. Мафијата мора да биде на колена, поразена и спроведена пред лицето на правдата. 4 години украден живот и велам, доста е. Доста е, оставка е неминовна. Заменување на Заев и никогаш повеќе. Дали Заев ќе замине, а Мицкоски ќе дојде, или Заев ќе остане, а Мицкоски ќе замине, ќе биде појасно по предстојните локални избори кои ќе го навестат расположението на народот. СДСМ, ВМРО ДПМН или пак некоја трета опција. За Гласот на Америка. Од Скопје, Владимир Мирчевски.